практично се применува законот од 28 септември, мониторингот заврши до нова година. До нова година се дооформи комисијата КЗК, каде што е оформена со 5 члена, кои што понатаму ќе треба да го имплементираат законот и во пракса, каде што треба да и проверуваат сите оние договори кои се склучени помеѓу производителите, добавувачите и трговците, и онаму каде што ќе бидат утврдени неправилности, казните се големи, некаде е казната околу 20.000 евра. Со овој закон очекуваме во иднина да се направи навистина едно регулирање на односот помеѓу добавувачите и трговците на мало и големо, така да она што значи трошоци, работи трошоци се ограничени на 10% во текот на годината. Сето тоа ќе создаде еден ред во целата таа работа, каде што претходно работите биле големи и до 35-40%, и очекувам дека на еден подолг рок имаме стабилизирање на цените на производите, односно тоа ќе биде во интерес на крајните купувачи, односно граѓаните на Република Македонија. Овој закон е навистина од голем интерес и важност, бидејќи прв пат се спроведува и имплементира во Македонија, е транспониран од Европската унија по директива од Европската унија, и навистина овој закон ќе треба да биде пример и за другите држави на Западен Балкан. Значи, допрва комисијата ќе ја контролира ситуацијата, фатени се околу 2500 производи? Опфатени се 2546 производи по тарифен број, а се утврдени претходно 26 нефер трговски практики кои не треба да се практикуваат, и тоа ќе биде строја контрола, иначе комисијата ќе работи, ќе може да влезе во фирмите, да и проверува договорите по дојава и така натаму. Значи, се она што ќе биде констатирано како неправилност може да биде и казнато. Казната е висока, 20.000 евра. Колку се наново, рековме, склучени договори? Сите добавувачи фирми имаат склучени договори. Договорите се илјадници на број, не можам да кажам колку, меѓутоа ќе има голема работа во текот на ова година КЗК, каде што навистина ќе треба да се проверуваат, контролираат сите договори и, како што кажав, да се реагира по одредени дојави каде има одредени неправилности и нефер трговски практики кои што се утврдени со самиот закон.